По 7-месечна стагнација и изгубена надеж за рентабилно работење, штипските игротеки ќе отпочнат со протоколарно функционирање. Со ова паѓа во вода иницијативата на 20 на сопственици на игротеки од источниот регион, кои во последниот месец и половина имаа неколку преписки со надлежните од извршната власт, во кои беше пресликано нивното видување за измени во работата на игротеките и нивна евентуална пренамена во детските дневни центри. Групацијата на игротеки при Сојузот на стопански комори денес ги извести родителите и дечињата дека во согласност со протоколите подготвени од Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство, а прифатени од владата, по 7-месечна пауза се овозможува игротеките да ги отворат своите врати за прослава на детските родендени. Подписниците на правичната иницијатива на игротеките од источниот регион, кои го допреа економското дно, сметат дека ова можело да се направи во момент кога вратите за најмалите ги отворија и детските градинки, односно пред еден месец. Но и сега не е доцна, велат сопствениците на 9 штипски игротеки, иако дел од нив целосно банкротираа. 2 игротеки воопшто нема да отпочнат со работа, бидејќи не можеле да ги покријат ниту трошоците за кирија во време на пандемија. Од друга страна, конечно, родендените ќе можат да се слават во безбеден, сигурен амбиент, убедуваат од групацијата за забавни, рекреативни и едукативни дејности. Носењето на протоколите за отварање и работа на игротеките и нивното повторно почнување со работа мора со себе да носи гаранција со која ќе се овозможи безбеден и сигурен престој на децата. Инаку за потсетување, игротеките и едукативните центри беа затворени со владина уредба пред 7 месеци и се меѓу последните дејности за кои се дефинираат правилата за отварање и работа.